Ставен во функција уште еден објект во домот за стари лица доктор Иван Влашки во општина Берово. Со 28 легла за нови корисници, новиот објект ќе овозможи дополнителна можност за да се сместат повеќе лица. Швајцарската амбасадорка Верони Хулман вели дека проектот беше реализиран во неколку фази, па заклучно од 2020 година досега се ставени во функција 38 нови места во самиот дом. Многу ми е драго што по втор пат сум денеска овде во домот, во кој благодарение на партнерството со Министерството за локална самоуправа, градоначалниците од регионот и Центарот за развој на Источноплански регион. Сите заедно го продолжуваме проектот чија прва фаза беше реализиран во 2020 година, кога обезбедивме услови за сместување на 10 лица, а сега заедно со оваа фаза придонесовме вкупно за 38 нови места. Министерот за локална самоуправа Златко Перински истакна дека ваквиот проект се покажува грижата за сите категории на граѓани, а во иднина ќе има и други вакви модернизации на ваквите објекти. Фати целосна реконструкција на четвртата ламела во домот за стари лица, овде во Берово. Мене ми е навистина драго и посебно сум горд на овој проект, затоа што овој проект е од витално значење не само за локалната самоуправа во рамки на општина Берово, туку и од регионално значење, бидејќи овдека престојуваат скоро од сите локални самоуправи во источниот регион луѓе. Навистина, она што го видовме денеска, грижата од страна на персоналот кој што работи овде во овој дом за стари лица, само не мотивира да и во иднина планираме на домодернизација на вакви објекти, затоа што и како имаме како држава потреба од истите. Јас само сакам да им посакам успешна работа на оние кои што ќе бидат овдека да се грижат за оние корисници на услугите на овој дом и секако долги години граѓаните да ги користат овие услуги, да им посакам во еден спокоен амбиент, со многу здравје, среќа и исполнетост да ги поминат своите денови. Старите лица се оние кои што ни овозможија да бидеме она што сме сега, и затоа општеството треба да разбере дека тие треба да добијат грижа и достоинствена старост, додава Звонко Пеќевски, градоначалникот на општината. Денеска сме сите заеднички во Берово, за да ставиме функција уште еден објект кој ќе биде во корист на граѓаните на Берово, Малешевијата, Источниот регион, па и пошироко. Во реализација на овој проект беа вклучени повеќе страни. Старите лица се оние кои ни овозможиле ние денес да бидеме тоа што сме. И затоа општеството треба да развие капацитети за сместување и грижа, кои ќе му возможат достоинствена старост и пријатно се чувствуваат во нивната трета доба. Домот за стари лица во Берово е единствената установа од ваков тип во регионот и затоа проширувањето на капацитетите од големо значење за старите лица во регионот, бидејќи побарувачката постојано расте и се повеќе луѓе го прифаќаат ваквиот начин на живот, кој се разбира од една страна нуди можности за современ престој, а од друга страна исто така возможува безгрижност за семејствата. Уште еднаш, благодарам на сите кои се дел од успешната приказна за реконструкција на четвртата ламела од домот за стари лица во Берово. Инаку со ваквиот проект ќе се овозможи дополнителен простор за повеќе сместување на возрастните граѓани за истокот, но и за државата.